AI полека го менува начинот на кој луѓето тргуваат, особено кога станува збор за краткорочен трейдинг. Од 2026 се повеќе трейдери користат AI алатки за да бидат побрзи, попрецизни и да избегнат емоционални грешки. Зошто? Затоа што денешниот маркет е многу побрз и поконкурентен. Ако рачно бараш сетапи, често доцниш или пропушташ можности. Тука влегуваат AI ботовите. Овие алатки во реално време го скенираат пазарот, препознаваат шеми, даваат сигнали и ти помагаат да реагираш побрзо. Но важно е да се разбере, тие не се магија, тие се алатка што ти помага да донесеш подобра одлука. Хајде да видиме кои се најпопуларните бесплатни AI ботови во моментов. Прв на листа е Moneyflare. Овој бот е направен за краткорочен трейдинг и се фокусира на брзи одлуки и моментум сигнали. Работи во реално време и помага да се намалат емоционалните грешки. Особено е погоден за почетници, затоа што интерфејсот е едноставен и не те оптоварува со премногу информации. Следен е Trade Ideas. Ова е повеќе познат кај сток трейдери и е многу добар за скенирање на пазарот. Наместо ти да бараш акции, тој ти покажува каде има волумен и движење, но не ти прави се сам. Сам треба да си ги управуваш влезовите и ризикот. Потоа го имаме Tickeron. Овој бот се фокусира на графици и патерни. Со помош на AI ти покажува можни сценарија и ти помага подобро да го разбереш маркетот. Следен е TrendSpider. Ова не е класичен бот, туку алатка што автоматски ти ги црта тренд линиите, супорт и резистанс. Со тоа ти заштедува време и ти дава почист технички преглед. Потоа доаѓа Signal Stack. Ова е интересен затоа што ги поврзува сигналите со извршување. Значи наместо само да видиш сигнал, можеш побрзо да реагираш и да го автоматизираш процесот. И последен е Cawout. Овој бот се базира на податоци. Наместо брзина се фокусира на филтрирање на најдобрите можности според анализа и рангирање. Сега најбитниот дел што многу луѓе го игнорираат. AI бот не треба да го користиш како замена за размислување. Голем проблем е што некои трейдери почнуваат слепо да следат сигнали без да разберат што се случува. И тоа функционира додека маркетот е ист. Кога условите ги се сменат, тие сигнали веќе не работат и тука настануваат загуби. Затоа најдобрите трейдери не зависат од AI, туку го користат како дополнителна алатка. Комбинираат брзина од AI со сопствено искуство и дисциплина. И уште нешто важно, не користи премногу алатки одеднаш. Еден добар AI бот што го разбираш е многу подобар од 5 што само ги следиш без стратегија. И секогаш тестирај пред да влезеш со вистински пари. Почни со мал износ, види како работи, па дури после тоа оди понатаму. Заклучокот е едноставен. AI не ти гарантира профит, но ти дава предност. Ако го користиш правилно, може да ти помогне да бидеш побрз, поконзистентен и да носиш подобри одлуки во маркет.